Здраво, живо! Ова е петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина! Здраво, Панче! Шо ќе му абетиме денеска? Денес му абетиме за некои поопуштени работи од минатата епизода. Мислам дека добра рамнотежа е така една епизода малку озбилна, една со опуштена тема. Денес збориме за тоа што прават германците во слободно време, односно што можеме и ние да правиме тука во слободно време. Точно. Како хоби. И да. Некој многу би го изненадило тоа, можеби, ама има доста работи. Значи не е само работа, има и уживање. Да, таа премиса ќе ја ставиме тука, значи тоа што е многу што мислат дека е само работа, куќа, работа и пак куќа. Значи тука тоа посебно ке германците, ако јас ги рачунаме комшилуков мој 90% сите германци, значи сите се ко пчелички, ко бувамарчиња, ко вакво е, цело време си чепкаат, си пустат, си штурат, ама тоа им е занимацијата, тоа им е задоволството кое што ги исполнува во моментите кога ќе се вратат од работа, кога ќе направат нешто друго, кога ќе си најдат време. И затоа ќе зборуваме, а во склопот на ова ќе се надоврземе и на онаа емисија која правевме за интеграцијата, прибидејќи во слободното време дружењето во клубовите германски, па и да речем и нашите клубови сега, нека не се осеќаат нашите клубови дека не сакаме да се дружат нашите во македонските клубови, ами ова е една едноставно едно објаснување како може луѓето кои што тука доаѓаат да се уште повеќе да се интегрираат без да го заборават она нашето, да речем, македонското, кое што во многу клубови германски е доста ценето. Дали во поглед кога ќе направиме нешто и кога ќе однесеме на некоја прослава, од наше некој јадење, дали со нашата отвореност, со нашата културност, со нашата, да речам, пријатност, што сега дека сме добро примени, барем од моја гледна точка. Мислам, јас сум член во повеќе германски здруженија или клубови кои што се тука во селото мое и во секој време сум многу ценет и почитуван и сакан и многу се сретни кога ќе им однесам сукано, коричка на некоја прослава или ракијче, кој ќе се однесе такво нешто, таа дури понекогаш ми бараат и екстра. Ако не сум во некој слушнале, ми викаат, абе дај за ќе имаат прослава овие од да речем Гартенфајнов, од тоа ракијата ако имаш да им дадеме, вика малце да видат што е добар шнапс. Затоа ќе се обетиме во овие. Ја би се радувала на сукана пита, бога ми. Да. Германците си го сакаат тоа, мислам, ништо познати, или, например, ти позната сармичка, ако му однесеш таму нешто вакво е. Нормално. Ја. Али и ќе зборуваме општо за она како, значи, кои активитети се може, значи, кои хоби ги имаат, значи, кои се саканите хоби во Германија, мада мора да се рече дека со напредувањето на техниката, се повеќе и повеќе техниката превзима главно влијание во слободното време на сите луѓе. Значи, тука има некои статистики, што ќе ги спомнам, некои бројчиња, ќе спомнам после тоа. Нормално. Без бројчиња не бива. Кажи ми ти, Панче, што твоето хоби што е? Ти што правиш во слободно време? А за моите хобиња може да ги речем хронолошки. Значи, колку си помлад... Добро, да, кажи си. Колку си помлад, толку помлад се сакаш спорт и рекреација, повеќе си со лежерности, со, да речем, пење, со дружби, со такви работи. Значи, јас кога дојдов тука, како спортиста, одбојкар, веднаш се уклучи во одбојкарскиот клуб, уствари одбојкарскиот клуб, тоа беше хоби екипа, која што ја до денеска да играат во една лига, пев тренер и тоа ми беше хоби на времето. Хобито го користев како контакт со германците. Значи, јазикот, како речем, ако не бе они, на почетокот со пантомима, меѓутоа со текот на времето, јазикот многу ми заврши работа, членството во тој клуб. После пола година у тој клуб направив лиценца за тренер и сите работи, така да тоа хоби ме пратеше неколку 10 на 15 години.
Меѓутоа со текот на времето, Супер. со текот на времето сите менискуси ги извадив тука и сватив дека со текот на времето спортот, што викаат спорт и сморт, не? Спорт Не и е сморт, спорт и сморт, не е смрт, ама треба човек да си процени, да си размисли дека како е. Љубов за фитнес после тоа од кога оставив, од бојка кога го оставив, не најдов. После тоа почнав да размислам што вакво е и еве веќе 3-4 години активно пеам во хорот, црквински хор е тој во општината, во селото Алтендиц, да речем, во нашата црква. Значи не е тоа ништо страшно, па јас сум ортодокс или крист или вакво, а они се католици и си пееме сите, не, без разлика. Потоа сум член во карневалскиот клуб тука во местото во Алтендиц и што можеш да бидеш и неактивен член во некој клуб. Да поддржуваш некој, например, јас се поддржувам тукашната пожарникарска група со некаква, да речем, годишна бајтрак или годишна сума на ваква. Кое што е нормално. Имаш активни членови и имаш неактивни членови. Тука тоа го практицираат. Тие се тие, а другото, останатите хоби, тоа се читање. Па та дури, да ти кажам искрено, подкастот се членува станува веќе како дел од хобито. Да, официјално. Да, нормално. Секоја недела го правиме исто. Точно, не? Да. И веќе стои на статистиката колку луѓе ги прават овие активитети и да ти прави задоволство. Тоа е мојата, да речем, клубска или да речем историја тука во Германија. Кај тебе ти си по вакво е? Па не, сега дека ти почна хронолошки тогаш кога си дошол, мене исто ми текнува кога дојдов тука како бебиситерка, немав некое хоби, односно имав малку поинаква представа тука за например, за спортување или за членување некаде, си мислев дека кој знае колку е скапо. И тоа ми беше стварно, сега си викам, што сум можела онака да влезам во некоја студија, фитнес студија или било што, да прашам. Колку чини месечна членарина тука, а не само да претпоставам дека ете Германија, нели, тука сум нова, Германија е стандардот е повисок и да претпоставам дека се плаќаат по 100 евра месечно. Тоа ми беше најголемото изненадување тука, после кога се заштани во еден клуб. Да, има Германија како општо многу историја и долга традиција со клубови, со здруженија, кај што, како што кажа, ти се плаќаат месечни некои суми. И сега зависи како си се организирани, вамо клубот кај што се заштани, имаше стварно невидена понуда онака на курсеви. За фитнес, за аеробик, за ловење, за балет за возрастни, онака отидов на балет за возрастни на 30 кусур години, да се што за 20 евра месечно. 20 евра месечно, така тие курсеви, ако имаш ти слободно време и кондиција, можеш секој ден да одиш на некој курс. Тоа ми беше исто, значи, генерално големо изненадување, што стварно е пристапно. Не само за тебе, туку и за децата. Значи, за децата, например, јас се заштанив тогаш за 20 евра, Лука можев за 10 да го заштанам. И он исто да прави се што е, нели, што одговара за деца. Да речем, во побаливе места, например, јас се осеќам како рурално место е моето, да речем, таа дури за децата до 6 години се слободни ако родителот е член во тој клуб, да речеме. Кај нас, например, ние деца сме ги носеле на танцање, на балети, на гимнастики, на турнен, на сите работи, значи сите се и ден денеска се, и ако не одат на такво нешто, сепак се членови и како што викам ја, у тој момент кога не си активен, си пасивен. И наместо, например, членаринава, да речем, кај нас, например, во Хоров, кај мене, јас платам 75 евра годишна членарина, ја, пееме секој вторник навечер имаме проба со професионален, значи не е тој, да речем, било кој што ти знам, застанал таму и свири, научил нешто на клавирот двама таму, со професионален музички стручњак, значи тој е веќе учен диригент, со ноти, со сите тие работи, за 75 евра во годината. Тоа е со стварно настапи,
со сите, значи Малку. одиме на настапи, па имаат вакве гардероба се зима од тоа, имаме посебни кошули, машни за мажите, жените кошули, шарпи, значи целиот тој, да речам, клубски живот може со малце, да речам, членови да се направи. И можам да се пофалам, веќе од 2 година станав и касетварт на вакво речи во хорот. Станав касетварт и кога гледам 250 членови има во клубот. 250 членови. Тие 250 членови, например, е околу 80 се активни. Од тие 80 на пробите имаме неколку по 35 души, да речам, сме секој вторник. Кога полече, кој по... Значи, ама тие 250 души, прибидејќи е хоров, да речам, у селото, сакаат да го поддржуваат. И остануваат тука и си плаќаат, членарина си плаќаат. Да? Ама знаат, не им прави многу разлика, да. 3-4 концерти, без пари се концертите и сите работи, че се оди, се прави нешто, активитетите се дружат. Па потоа се дружиме навечер, значи после вторник обовезно одиме во селската, да речем, кафана, во селската кафана, да речем, пред кооперација, ќе отидеме пред кооперација и таму си правиме вакво седенка, па има ќе си каснеме вечерче, па некое пивце, па сега организираме во лето, сега ќе во јули ќе организираме грил, ќе печеме вакво, па ќе правиме надвор концерти. Прошлата недела кога беше Фингстон имавме вакво речиво концерт надвор со црква. Значи тие такви работи, тоа е таа, да речем, заангажираност и пред се интеграција. Значи во овој момент кога доста наши луѓе доаѓаат тука, првиот контакт или првиот чекар се тие клубови, тие, да речам, едноставно кога ќе речете, окей, што прави во Македонија и што сакам тука да правам. Отварате, еве го. Вчера стаса Амсплатот, секое село има Амсплатче и стои. Да, и нас не стигнуваше порано кога живее во село Плечен. Секое вакво, а не стаса, занимате ли вакви општина? Не. Не, тоа за мали места, да. Значи, ние селаниве сме по-едуцирани. Не, ние си имаме неделен вестник, тој што си доаѓа за градот. И си стои. Сите клуби, сите, да речеме, фајнови, сите клуби си стоат. Секоја недела си пишува. Ваков тренинг, наков тренинг, турнен тогаш, гимнастика тогаш, ваму таму. Ева, бабава ќе спомнам у подкастот 81 година, у 2 гимнастички групи оди. Стварно, браво. 2 гимнастички групи. Јас ќе бидам таа баба, да. Ја. 2 гимнастички групи оди. Секоја недела 2 пати. Вторник и четврток сиде се. Браво. Тоа ми се свиѓа многу тука, што и за постари има многу Абе, чудо се. Значи, ја не знам, порано не сум знаела така некоја баба, еве и моите, значи, баби, дедовци, не сум имала такви некои, немале понуди, не правиле ништо добро, мислам, има, нели, си се собираат пензионери, има и во Македонија, ама многу помалку. А еве тоа за хорот што го спомна, за 75 евра годишно, стварно не е многу. Мајка ми пее во хор исто во Скопје. Мислам дека плаќа 20 евра месечно. Се еднаш или 2 пати колку иде, не знам, не е битно, ама пак и таму, мислам, се плаќа, не е бесплатно. Да. Да. Интересно да се каже, еве сега ќе кажам првата бројка, ќе ја кажам. Значи, Германија во 2022 година имало 615.000 или 616.000, да речем, да заокружам од из неколку 759, да речем, ајде да изу 616.000 клубови кои што целото тоа, например, за слободно време, значи фајнови. Тука спаѓаат и македонските клубови сега, преведејќи секој клуб е регистриран. Секој клуб што е регистриран спаѓа и не е, да речем, професионален, значи слободно. Не си плат, например, тоа се е, како што викаат германците, Ehrenamt. Ehrenamt, да. Ја. И може би ова ќе им послужи на некои прибитејки, доколку се ангажирате во клубот како Ehrenamtliche Mitgliedschaft или како Ehrenamtliche член, може тоа да позитивно да влие за вашето добивање на германско државјанство. Плюс е во секој случај. Мислам дека дури и даношно некако се одразува, или? Можеш, да речем, овие речи го што се чланарината. Според ми те кажеш, чланарината можеш да ставиш во годишната пресметка за данок. Так, окей. Значи можеш да дадеш како определени, тоа е трошок.
Не? Да. 75, например, 75 евра плаќаш, 75 евра плаќам за хорот, плаќам, например, за ова речи го што е карневалскиот фирма и тука не дека околу 80-90 евра годишно, и плюс овие што ги поддржувам, например, Фрајвирге Фојаве, Wild Kids, со некоја си по 40 евра годишно, да речам, од ваквојето, 200 евра за мене. Керките, например, по 3-40-50 евра се, ако се извадени од тоа, ама сепак уште се стоат у аутентицу регистарот каниф и си плаќаат членарина, значи пак го поддржуваат, значи тука не дека, речам, фамилиарниот буџет се оптоварува со не дека околу 300 евра. И тие 300 евра можам да ги ставам во годишната пресметка за ваква. А исто така, за нашите, например, некои што имаат, например, деца во овие што се клубовите, што танцаат, што балетче, малепче, на хор, на музика, може тоа да си го стават во... Ако е символична сумата. Да. И сега како е, дали знаеш за фитнес студио тоа како е кај те? Да, за тоа ќе кажав, тоа јас моментално го правам и ми е покај подкастот единствено хоби сега за сега, ама супер ми е, бидејќи порано мислам, имам испробувано секакви курсеви, можно е во секој курс буквално, мислам 99% од курсевите да си правиш пробен час, да не платиш ништо, да видиш дали ќе ти се допадне или не. Фитнес студио најмногу ми одговара дека не ми е врзано со одредени времења, значи од сабајле до вечер имаат отворено, има некои дури 24/7 што се отворени. И да, си плаќам таму месечно, што е бака што зборам со други, релативно поскапо од другите, околу 40 евра месечно, ама има, нели, можеш да пиеш колку што сакаш, од тие таму некои пијалти што си ги имаат, има сауна, стварно е супер, не би го менјала за овие другиве што се 24/7, што исто сум одела и таму. Ама варира, значи од 20 евра до 80-90, сега зависи што има тука фитнес студија, нели има масажи, таму што ти ја знам некои други понуди. Информирајте се, зависи што ви треба на вас. Дури и кај нас има многу курсеви, значи со во член, не е членарина уствари тоа, дека не е клуб, тука е фитнес студија. Во таа сума месечна може да ги правиме сите курсеви. Има стварно многу голема понуда. Еднаш, например, бев последниот пат на кикбокс. Кикбокс, викам, ајде да пробам. Еднаш и никад више. Значи, ја сум правила така често екстремни некои работи, знам другиот ден, си имам воспаление на мускули. А иначе така и се вика фитнес студиото, мускулката. Воспаление на мускули значи тоа. Или игра на зборови, мускулен мачош, нема врска. Кога бев на кикбокс, тој ден, во текот на денот добив воспаление на мускули. Значи, се вратив за 2 сати, толку беше, не можев да мрднам. Сега ти кажам нешто, како искусен спортиста, чим ќе добиеш воспаление на мускулите или мускулката, тоа значи дека се си направила како што треба. Па, и тоа е малку дискутабилно и тоа исто имам слушнато различни мислења, тоа е така, ама беа 3 сати, значи тоа беше као workshop. Па ти се претерала. Панче, тоа беа, значи јас и уште една девојка, таа девојка очигледно цел живот од која проводила почнала на кикбокс, што се вика, таква беше фит. Другите беа мажи, односно машки, мојот партнер за борење беше, па да не те излажам, мислам колку Лука возраста, и не 12, ама 15, онака, пубертетлија. И така, мојабетот ми беше, се можам да правам, ма не правам, кога ми одговара си одам, таму се вежбам и многу ми е убаво. Да, тоа пред се најбитно ти што го кажи, и тоа е најбитното, например, тоа што го правиш да ти прави задоволство. Да, за фитнес студио разликата од Македонија, исто што сакав да кажам е дека најчесто се склучува за 1 година договор, нема месец за месец, односно има, ако сакаш, ама е многу поскапо. Значи ја месец за месец да се предплаќам, ќе биде 80 евра месечно. А дека договорот ми е на 1 година е околу 40. На 6 месеци исто е повеќе и така натаму. Значи затоа и многу често се случува кога почнав на работа во општина, онака се избореа. Да, имам ја 3-4 години сум во тоа фитнес студио, 5 пати сум отишол, онака се плаќаат. Ја. Се сакам да имам можноста. Тоа е позитивно, например, кога си така член, ево, например, понекогаш ќе ти пукне филмот и викаш кај ќе стварно, фитнес студио, одам. Ама тоа имаш таа могуќност.
а доколку тоа го немаш, ќе реш, што ќе правам сега 4 зида, ајде па Facebook од социјалните медиуми и тоа. Значи, кога таа можност ја имаш, тука германците ја користат таму. Значи, они се доста, да речам, еве јас кога што гледам, па речам, спортот за мене више, поготово сега со тетива што ми се деси, топка гледам од 20 метра подалеку. Топка гледам само на телевизија. Да, седи ти мирен. Топка гледам само на телевизија, ништо поиш. Да? Така да, ама, па тоа е интересното е што они тоа го користат. Значи, не е тоа само да го имаш, сега јас сум член на тоа и тоа е само. Не, тоа го користат. Еве, например, кај мене во хорот идат луѓе, пеат. Без разлика дали си професионалец, дали си знаеш да пееш или не знаеш да пееш. Значи, тука нема хему, кај каже како што е хему. Нема некоја предрасуда дека не знаат да пеат и сега ќе пеам ја у хор. Да, не се устручаваат. Не? Значи... Јас сум пеела порано во хор, ствари, во Скопје, исто кога те прашав во Македонија, што ти биле хобињата. Ја пеев во хор кај Запров и тоа беше стварно профи хор, онака, со аудиција, кој што пеел знае, прв сопран бев таму и стварно беше многу супер искуство, прво во Развигорче. Да, ја по високите ноти. Прво во Развигорче, после во женски младински хор, да. И тука нема толку многу вака навика, традиција да пеат во хор. Тоа треба онака, порано знам, хор и играорна биле кај нас, сите идеја. Сите идеја на хор и играорна. Дали во некој така школски има хор долинска, нешто? Има долинска. Не, сега ни ја инструмент не научив никогаш. Ама тоа беше. Плюс магдолинска. Да. Тука хорот, например, ти сега што го спомна, сега ќе фатиме памаца за хоров, малце па речем, азо, јас им го паѓам, просекот им го паѓам на годините. Значи, јас сум еден од помладите. Стварно. Па добро, супер. Супер за тебе, мислам како. Јас осеќам секако млад, ама јас сум еден од помладите, така што тој активитет хор е поготово во овие, да речем, рурални средини, сепак, што се знаат, луѓето, знаеш какво е пееме, па ќе пееме сите, како е тоа. Да. Али тоа е тоа сепак, па речем, во основа им е битна дружбата. Дружбата, за тоа име, за дружбата. Баш споревме, јас сите германци што ги познавам, буквално сите си имаат некој хоби, вака нешто што прават на страна, многу често тоа е во овие противпожарни единици што се за доброволци. Тоа уште од мали ги учат, тоа многу ми се свига тука. Ама и така си знаат да се каже, да, имавме вежба и после тоа си донесовме гајба пиво и вежбата траела 40 минути, дружбата 2 сати. Дружбата 2 сати понатаму. Па речем, не само тоа. И овдека тука секој село фудбалски клуб има. Фудбалски клуб, да. Фудбалски клуб, кој почнат од вакво без разлика што е тоа. Важно е секоја недела се на стадион, таму играат, што ти ја знам, некоја си лига Ш, ама се знае, дружба, пивце, грилање, вака, така, поготово децата и децата почнуваат А, Б, Југен, таму што ти ја знам. Тие работи сега, моите биле женски, па не сум можел да ги носам на женски, мада и сега почна и со женскиот фудбал е напреднат, ама поминаа годините кога вако е тоа. Ама женските одат тука често на танцови, на тие гари танцен, за карневалите. Ти тука може... Двете ќерки се активни во карневалските клубови, си танцаат, секогаш вако е за времето на карневалот, имаат посебни представи, вежбаат цела година, значи не е тоа дека се собрале 3 моми на чешма и сега ќе играат вакво е... Не, тоа по сати вежбаат, сати се вежбаат, сега поготово сега со новите медиуми, па се снимаат, па се анализираат, па вој мрднал вака, па не вака, значи тоа се сепак професионално се работи на целото тоа. Значи, они, ако тоа го рачунаат за хоби, меѓутоа, ангажираноста им е озбилна. Да, и таа дори понекогаш се лутат ќерки да не дојдоа тие, вакво е тако, што ќе правиме, вака така. Викам, сега, тоа може да се деси, например, не? Да, тоа е уствари еквивалентот на играорна кај нас. Значи, тоа им се на нив теоретски народни танци, значи традиционални. Да. И така да тоа они фактички го доживуваат како за нив обавеза. Та дори хобито понекогаш јас сум како ти знаеш како
ја вечер морам додам, не можам ваа. Како бе, чекај се, шо е работа? Ба не, морам. Морам да бидам на тренинг. Да. Океј, ајде, мораш да бидеш тренинг, океј, па. Тоа што го спомна со пожарната, да речем. Тука е интересно, например, што не верувам, кај нас тоа го нема. Значи, кај нас постои само една професионална пожарна. Да. Тука постои професионална пожарна и посебно интересно што секое, да речем, секое помало или па и поголемо село или општина има и фрајвилик, значи таа е за секој пристапен, доброволна, кај што можеш да бидеш член и каде можеш да бидеш активно да учествуваш во гасење на пожар. Да. Со учење, со студирање, со посетување на курсови, со вакви ти стануваш член на таа пожарна. Члените викаат, буквално те викаат кога буквално кога гори. Пипсери има секој од тие, чим се вакво е и може работодавецот треба да слободи во тој момент. Да, значи ако ти имаш на пример ако си дежурен на пример тој ден и пипсерот е кај тебе со речем другите колеги, не дека се десава пожар во Алтендиц или во околината, пипсерот пипса и ти викаш, слушај, ја морам, имам ајнзац и палиш колата, одиш у пожарната, се облекуваш, се качуваш у пожарникарското кола и тргаш. Да. Така заменичката кај нас шефицата беше во таков клуб и веќе си знаевме кога ќе пејџерот кога ќе засвиреше, само се слуша онака пошло да трча и знаеме што е работата. Имавме една друга колешка исто со години што е во таков клуб и мажот и децата сите. Да. И често се случуваше да дојден запалена работа таква гроги целата, онака цела ног гасевме нешто, односно нешто правеле, не мора нели само за пожар да се. Не мора само пожар да биде. И дошла другиот ден на работа. Да. Тоа е стварно голема посветеност од секојаш што се диве до тоа. И доста се, доста е цената таа, значи тој активитетот доста ценет, многу сериозно се ги сваќаат. Да, за тоа не е да речем пожар со фари. За тука нема кај нив, например, кај нас, кој ќе поминеме, например, од пожарна неки градинка да таму, се е средено до конец, сметено под конец оградата, вакво, тоа се си прават вакво и имаат програма. Секоја недела во Амстел стои доброволната пожарна во Алтендиц, прави проверка на апаратите, прави проверка на колите, па имаат, значи, они вежбаат, перманентно вежбаат и се секогаш на со новите вакво да речем технологии понадени прибедејќи, па да речем гасењето на пожар не е само фрли кофата и гаси, ами бара малце многу повеќе и понекогаш тие да речем доброволците се наоѓаат во некои стресни ситуации. Да, колешка што ми кажуваше па и какви вежби имаат, онака фати клаустрофобија се брутални стама некои тесни. Да. Одат у лан се фрлаат у вода, па како ги вадат, па со чамци, па ово. Значи тоа е треба да имаш пасија за тоа. Точно. Ја не би можела. Не може секој точно. Значи тоа не може секој, него мисли дека ја сум толку, мада секој може да биде. Па речем, секој може да биде член на таа доброволна пожарникарска единица во местото каде што живее. Да. Меѓутоа не е за секого. Да. Освен членување така во клубови, значи има и као школи приватни за различни курсеви, тоа што уствари во Македонија најчесто случајот, значи има школа за пливање, например, школа за боречки вештини, школа за пеење, нешто ти ја знам, таму си плаќаат исто некоја месечна сума и таму исто може да се заштени човек, значи и тоа е како алтернатива. Таму обично е малку поскапо, ама и не мора да значи. Не мора да значи. Лука, например, син ми поголемиот, оди на джудо во една школа таква за поречки вештини, што е тука го има со години, и татко му онака бил таму. 2 пати неделно иде, што е чудно за Германија, обично еднаш неделно е. Тоа неверојатно по-трудно го работат, чиме 2 пати. Да, тоа е нептен профи е човекот. 2 пати неделно има и други боречки вештини таму. Неверојатно и не дека настапуваат, не е само тоа што да речам вежбаат, ами и настапуваат. Па да, добро, Лука е уште се турнири да речем, турнири. Уште не е до таму, уште е како во детската секција, ама си има, значи он си прави, ги спроведува и тие испити за различни појаси. Да, Лука има 3 до сега, следниот веќе ќе му биде, мислам, за во
полувозрастната категорија, или не се разбирам стварно нич во џудо, али знам дека е која појас од некоја боја со бел, значи бела боја ствари со некоја боја, тоа е уште за деца, а кога е цел појас во боја, тогаш веќе е во сериозната категорија. Аха. Ја сеќам порано во Македонија кога беше на времето, доста беше интересно карате. И појасите, И карате има, да. жоп, црвен, Да, сите и плав, црниот таму ја зелен. стасаш и после тоа има више Да. нагоре да си стасал ваквоето. Да. Ја. А и освен курси, значи клубови, приватни школи, може и поединечни курсеви да се блокираат. Значи курси, Да. слушнал, јога или било што, трае 8 недели, еднаш неделно. Во Volkshochschule е исто добра идеја да се погледне и он има добра понуда за такви работи. Да, точно тоа за тие организации таму кај што организираат тие курсови, да речем, ама да речем Volkshochschule веќе Outdated, знам, да, Да. има уште тука во Гисен, посебно Ја. имаат многу понуда. И тука исто што го дознав тогаш кога прв пат правев таков курс, може да си побарате од здравственото осигурување да ви покрие еден курс за јакнење на мускулатурата, значи за градење сила, и еден курс за опуштање годишно. Без разлика дали тој курс ќе биде јога, например, конкретно за опуштање, јога или некои таму медитативни техники, било што, некој курс што го правите и што придонесува за ваше опуштање, може да побарате осигурувањето да ви го покрие, односно вие да платите само некоја, не знам, 10-20 евра. Да. Видете се со вашето осигурување, има многу работи вака што не ги знаеме. А што мислиш, кој ми е на германците најомилено хоби? Машки или женски? Општо. После тоа ќе фатиме маце машки и женски. Поима немам. Не знам, за машки би кажала фудбал, многу има. Не. Не. Азо. Најсаканото хоби на германците е работа во бавче. Да, добро, гаден абе, тоа пак не треба нигде да си членуваш, тоа дома си го прават. Како хоби, они тоа... Како хоби, да. Да, ама има и гартенфајнови, знаеш? Ти знаеш дека има гартенфајнови? Сварно? Не. Не знаеш? Па слушам. Гартенфајнови, што прават таму? Туги бавчи копаат? Не. Општината има место. Аха. И си зимаш едно плац, например, плац си го миташ и си го взимаш под кирија и таму си правиш ко твоето си управиш. Ако немаш, например, поготово е, например, во големи градови. Да? Па тоа е гартенфајн, па таму имаат вакве ограда требала волку сантиметри да биде, волку дрвото, волку вакво треба да биде. Значи има доста вакво речи го, па не треба да палиш. Гартенфајн, тоа е многу проширено. Гартенфајнот е доста расширено во Германија. Оти, да речам, многу луѓе се живеат во руралните средини, меѓутоа имаме доста луѓе што живеат во балутските градови. Значи, да речем, ќе земеш во Франкфурт, у една, да речем, 18 катница, нема ништо зелено. Азо, за да испадне надвор, или оди у паркот, значи шета, или си зима под кирија плац, и таму си го седи гартенхојсенот, па се прави вакво, си оди, си реди макво чувче, патичанче, германски. Да, добро, тоа такви градини, да, сум видела и тука, во Гисен има. Обично се покрај некоја рекичка, така, оти за да има за наводнување тие работи, и тоа им е омиленото хоби, да речам, на германците. Па после тоа идат таму некои други, а за мене беше тоа зачудувачки, дека тоа им е ваквоето омиленото хоби. Ако ти речем, например, Вандан е недека на 8-9 место. Фитнес студио, 10 место. Полни се фитнес студијата, не е само околу јануари, февруари, кога се прават New Year's Resolution, ама цело време. Имаат навик. Второто хоби, знаеш кој им е? Статистички докажано, че не е во им текна на Маринија Банче сега, да правиме некој. Статистички докажано. Шопинг und einkaufen. Дали тоа како хоби си го имаат пишано? Некои имаат хоби. Тоа им е хоби. Значи, кога ги прашуват, значи ги прашуваат, шо ви е хобито? 2000 души ги прашале. Од 2023 година. И од тоа, кажале вие, репрезентативно, да, прво им е гартен,
37%, 20% прашај кој е понатаму после тоа Айнкаuf. Шопинг. Да. Добро, сега ние повеќе се избориме за тоа што понудите И не викаме сега тука во наши да Германија, да. сите да тргнат да купуваат. Ако си и они тргнати да купуваат па шопот вакве, Мислам, до легитимно хоби си е, зашто да не мислам ако на некого ти му правиш пас. Мене не ми прави, значи... ако ги има репроматеријалите Никако. позади, Да, баш. може слободно да оди како хоби тоа да си го свати. Што беше една друга работа извадив ја, некои други работи со бројки што извадив. Што мислиш? Кој има поише слободно време? Добро, логички е тоа. Маш или жена? Пресметано и у сати. Пресметано и у сати и тоа. Секако дека е пресметано у сати. Маш сигурно. Жените во Германија не работат. Изненадувачки. Мажот има повеќе слободно време. И тоа, мажот има и пресметале. Значи, некоја статистика, некоја прашање, мажот има просечно 4 сата и 19 минути време за своите лични активитети. Значи, хоби, фудбал, ти што кажеш, хоби, друштво, пивце, што ти ја знам таму, такве. Жената, за греови, они има само 3 сати и 55 минути. Добро, не е сега кој знае каква разликата. Може, не има стварно понуда, има. Значи, клубови, школи, курсеви има, понуда треба човек да се распраша. Не знам, вака не, освен со пријатели, нели што се избориме нормално кој што прави, немам некој впечаток дека такви дискусии се отвориле, дај да се запишам некаде или нешто да правам или... Ама важно е, треба нешто да се има како Марина, споредно, да... Трендот, моменталниот тренд, и да речем, сега, например, што приметуваме, фактички дружбата со пријателите. Дружбата и социјалните медиуми. Тоа они го сваќаат како фрајца и хоби. Значи, кога се дружам со некого, со некого ако се дружам перманентно секоја недела барем по 2 сата, а да речем, познавајќи ги нашите менталитети, дружбата не е саат време, дојди ќе се напиеме на водичка, ами дружбата ќе почне од сабајле, завршува недека у малите сати. Да, ама има тука сега што ми текна кога спомна гледање на неделна база, штамтиш. И тоа исто е во помалите места. Тоа е друштво, некој се формирало. Точно. Во склопот се знае еднаш неделно во четврток, во 7 се и таа кафана. Да. И тоа не треба, не треба значи да се кажува секоја недела, се знае. Секој четврток идеме таму, кој може, неколку сигурно ќе биде таму и си се дружат. Порано кога работев во еден ресторан, така си ги гледав, можев онака да одма да видам, окей, тоа е тоа друштво. Да, дори имаат посебни знаменца, штамтиш на скатфеајнот од Алтен Диц и секој четврток се таму и се смешни се. Се сме. Ети, сега ми подсети тоа. Јас, а и сопругата, например, кога бевме деца кога беа во на школи, бевме во тие Елтрн бајрат, да речем, во школото. Елтрн бајратот на секоја школа имаше штамтиш. Да. И била во родителски совет, ама не би отишла на штамтиш. Добро, зависи дали ти се погодат тие другите сега. Аз бевме погодени, да речем, точно. Тоа треба да бидеш погоден, значи бевме ние така на едно ниво, каде што немавме, да речем, интерес само нашите деца да ги буткаме напред, ами гледавме за целата генерација, бидејќи тоа е штамтиш од генерацијата, да речем, и така си се надуевме. И дори на тие штамтишови некои работи ги разгледуваме, например, екскурзија, вака ќе организираме, нака ќе организираме. Значи тоа не беше како една, да речем, додатна седница, да не биде толку официјално, ама така некои идеи да размениш, и доста работи ги дознаваш од тој момент. Значи, тој контакт, таа комуникација нуди да доста некои работи ги дознаеш. Посебно, како ќе речем, сега не е битно за да си дошол вчера да се пикнеш у бајратот или да бидеш елтринш преша, ама со текот на времето, кога ќе навлезеш во, да речем, некои пори на системот или кога ќе почнеш да разбереш некои работи, поучтиво е, поволно е да се упикате, да се ставите во некој круг, каде што можеби некои работи ќе ги разберете, доколку да речете, окей, јас се знам или се ми е јасно.
порано спомнав дека порано бев во хор и сега пак да си најдам време, пак би отишла да пеам на хор, баш најдов, тука има усвари во Кисен, има различни, значи, црковни хорови, а има и еден хор од градскиот театар и сега одиш на аудиција таму, ама па многу сопрани имаат премногу, вика, како така бас, нешто по ниско ако знаеш да пееш. Има, вика, доволно сопрани, не треба да сега еднаш ме поканија на аудиција и тогаш добив баш во спаление на Крајници. А во аудиција имаат, например, 4 пати годишно, бидејќи они собираат хор ако им треба за некоја представа, како како Плюс хоров, што си го ангажираме нели посебно за представи и за тоа ќе беше аудицијата, значи ќе требаше да одам, ако ме примат да одам 2-3 пати неделно, онака интензивно спремање неколку месеци после на представата и тоа ќе беше тоа. Интересно. Сега за сега тоа не е дрен, исто што би сакала да правам. Да беше поблиску тука, ќе те ставев у хорот кај нас, ама дале ги Не, има и други, има и други тука, повеќето се црковни. Ја би орала исто тука на Играорна. Значи, јас и Мили исто сме идела, до душа и по-професионално, многу сакам, порано некако како тете кога сум одела ептен сум си го земала здраво за готово дека некако сите иде и нормално беше да си иде на Играорна, ама сега нема многу, колку што знам, има само Гизен, имате доста околината. Да, добро, треба ептен профи од Македонско сонце, Дизелдорф многу професионално тоа го организираат и веќе се има озбилна група си направија. Во Ратинген е Играорната, секоја недела одат на вежбање. Околу 11-12 часот се објавувало редовно времето некоја го интересира и за деца, тоа е стварно супер. Слободно. Значи, држам. Мислам, оние ефтенство некој што се разбира, не вака се ја ќе ги соберам децава и ќе им покажувам пајдушко. Не едно оро. Нашите клубови, држам, се доста презент на социјалните медиуми и доста се презенти во веќе се интегрирани ве сега пред, ама не бев тука во Лимбург, значи тука што беше да бев, ќе ги гледав, имаше културно-уметничко друштво од УНА, значи исто игрорната група од УНА. Секоја година во Лимбург има интернационален фестивал на игрорни групи. И они традиционално учествуваат тука. И оваа година не бев тука на одмор, бев иначе ќе ги гледав повторно. Значи, тоа сепак е, држам, представуваш држава, значи, ама и настапите се доста интересни за германската публика. Значи, они се, германците се доста отворени за други култури и други, пак они сакаат да знаат, сакаат да видат, сакаат да се видат, да осетат. И затоа и да си каснат нешто. Баш ка тоа. Оваа емисија нека не биде само за германците, ами и за нашите поттик да одат во македонските културни друштва, да се дружат таму. Меѓутоа да не го заборават и другиот, да речам, и другиот живот кој што е, да речам, нивни во членување во некој клубче, во некој феајн, германски, во местото. Прибегнете си германски друштва, чим се Германија. Да, зависи од интересите. Мене ми се свига што има и македонски такви понуди. Апсолутно. Посебно за игрорнава. Порано југословенските клубови. Значи југословенските клубови. Па тука носеле, мој века јас, на пример, држам, мој носеле тука на времето, Лепа Брена ја носеле тука. Лепа Брена пеела у Франкфурт, у клубот југословенски. Можеш да замислиш? У Велес нема пејано Лепа Брена, она дошла у Франкфурт да речем на гастербајтариве, у југословенскиот клуб во Франкфурт да им пее на овие тука. Значи тоа били на времето значи таа традиција, организирањето на нашите е од многу давна, например, они се организирале, го виделе тоа дека дружбата, културата, јадењето, пиењето, значи сите тие работи е многу битен. И затоа велиме ние, дружите се, јас кај мене, Мајнц црквата, многу се активни, исто и они имаат игрорна група, УНА, во поголем, значи овие што се веќе почнуваат не само црковните општини да бидат активни, ами се активни и културните друштва. Секој си представува својата држава. Па јас, да речам, кога одам таму, сега им се спремам да најдам некои ноти македонска, сакам Јованке да им ја ставам да пееме. Ама кој многу убава песна баш за хор. Пееме се и се што. Значи сега пеев, малце се мрште ако пеевме една
Замисли си афричка песна. Ама афричка песна поврзана со, да речем, со Господ. Значи афричка црковна песна ја пееме, германски хор. Малце се мрштева кој им рече вој ќе пееме Мамасита или Сиамба, не? Издигаш чеки се, Сиамба, само се ги гледаш, ја ги гледам ваквото, само се кој им ги поделија нотите и текстот, Сиамба, Сиамба. Ама со текот на ваквото, кога ја пеевме сега и на Фингстон, овие двеве ги пееме. Свар. Сите германци си нормално, да. Чугаат аплауз. Оти, па да речем, не е битно тоа ваквото, битно е квалитетот на изведбата, не? Ама и нив им треба да поминат преку некоја пресвеза кој им рече, чеки се. А сега веќе почнеме да спремаме и за божичните празници, но тури за божичните празници ќе пееме германски. Да. Тоа си е друго, да. Супер. Само на крајов уште нешто да кажам. Тоа ми беше вакво што го најдов. Преведејќи многу мислат дека што им е битно на германците во целиот скоп. Замисли си па статистиките кажуваат. Од испитаници ги прашале, например, што ви е битно во целото, значи покрај слободно. Најбитното им е пријателствата, дружбата, на второ место иде фамилијата, а само 36%, значи овие горниве се некако 85% од испитаници рекле дека тие две работи им се многу битни. Фамилијата, дружбата, пријателите. А само 36% од германциве рекле материјалното и финансиското им е битно. Да, верувам сега. За толку години тука, кога ќе си ги запознаеш, тие се тие основни вредности на сите што ни се важни. Да. А ние си мислиме кој знае колку сме различни од германците, ама и на нив фамилија, хоби, тоа е тоа. Фамилија, точно, фамилија, пријатели. Оти некој ти рече, леле, германецот морал да има ваква да го. Не. Па ќе речем, вие статистики се официјални, може секој да ги најде. 36% викаат само материјално. Значи не ги интересира дали има куќа, дали има пари, дали има тоа. Битно му е фамилијата, пријателите, дружбите, тие работи. Така и треба, да. И затоа се надевам поттикнавме некој да се распраша што има во околината кај него, да се запише во некој клуб, на некој курс, некако да се движи. По епизодата со Боро исто зборевме, баш многу баво кажа неговиот тренер, дека треба да се најде нешто за здравието, да се прави константно и на понуда има доволно. Заборавете таа премиса куќа посол куќа. Тоа у Германија не функционира и го нема. Посебно кај германци, значи тоа да речем Германија само работат. Да, работат можеби. Ама знаат и да уживаат, знаат и да се дружат, знаат и дојдат и у фитнес студио, знаат дојдат и у ресторант, знаат дојдат и на одмори, знаат да го уживаат животот, ама и знаат да работат. Така е. Затоа, со оваа мислам дека ќе ги оставиме нашите слушатели. Ве поздравуваме, слушате не во Петочно со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао. Чус!